Според след утвърдена координация следни за постување пратенички прашања господинот Сашо Поцков. Повелите. Благодаря. Почитувани колеги, почитувана јавност, моите прашања ќе бидат од сферата на економијата, она за кој господинот Груевски ветуваше прерадба во 100 чекори и која во 2015 испорача приматели на социјална помош да живеат со 22 денари на ден, 180.000 луѓе да живеат со по 40 денари на ден и 1/4 од населението на Македонија според сите стандарди да живее во сиромаштие. Не знам, господин Ставрески не е тука, бидејќи тој е познат двоец на креатор на економската политика, сите прашања ќе ги упатам до премиерот во заминување, техничкиот премиер Никола Груевски. Првото прашање е овака. Вие заедно со господинот Ставрески, кој е на место министер за финанси, ја водите економијата, финансовата политика на државата од 2009 година. Министерот за финанси нема прилика да не пропушти да каже дека буџетот е во одлична кондиција, дека Македонија нема никакви, македонската економија нема од што да се плаши, а денови слушнавме дека ако не се земат пари, ако не се овозможи емитување на благајнички записи на 1.12.2015 година, треба да се јавната администрација, пензионерите и сите други да се плашат за своите примања. Од друга страна, министерот Ставрески, кога ја издаваше еврообврзницата 7 месец 2014, тогаш требаше да прогласи, може ќе биде и тоа празник, пошто кажа на македонската јавност дека е по историска најниска камата, бидејќи требаше да се радуваме, пошто не задолживте со 500 милиона евра, кажа дека од таа обврзница ќе плати 150 милиона евра стигната обврзница 2015, која ја земал СДСМ 2005 и 115 милиони евра на Меѓународен монетарен фонд. Некни имавме повторно задолжување, петто поред со еврообврзница, 270 милиона, и пак се збори дека ќе се плати старата обврзница на СДСМ од 2005 150 милиона, и ако има можност, ама верувам дека ќе нема можност, пошто нема да биде министер за финанси наредната година, истата приказка ќе ја вергла и пак ќе бара со еврообврзница, не знам по кој пат да се покрива еврообврзницата од 2015 година. И сега не знам што е вистина, дали точно го збореше министер Ставрески дека економијата ни е трета во Европа, во одлична кондиција, или стварно немаме заплата. Конкретното прашање до вас е, дали ја знаете каде е лимитот на задолжување на државата, поготово до крајот на годината? Дали рачунате уште да ја задолжувате државата? Тоа е првото прашање. Второто прашање лично до господинот Груевски, љубител на роучоа. Направивте многу роучоа да привлечете страни инвестиции. Резултатот вие ако не знаете, предпоставам дека знаете, поразително, Македонија е последна оваа година со 150 милиона евра инвестиции во регионот. Ветувавте некои си 80 милиона евра инвестиции во препородот, ама сега ќе ја смените реториката, ќе кажувате дека тие ќе бидат до 2052, иначе треба да дојдат за 10 години, повеќе истрошивте некаде околу 30 милиона евра преку буџети, а инвестиции не видовме ништо од тие што ги ветувавте. И сега тргнавте на роучоа. Бидејќи имаме нетранспарентен буџет, јас не знам кај може да видам колку тоа кошта. Еве, сакам лично да знам колку кошта едно роучо, бидејќи не одите сам, носите со вас свита, од таа свита сите спиете во хотели, не го знаеме бенефитот во хотели со 3 звезди и не го знаеме бенефитот од сета таа работа. Еве, мене нема да ве прашувам за нелогичноста на роучо инвестициите, од која причина? Бидејќи сигурно не сте биле во Белизе на роучо, а Белизе вие меѓу првите 3 инвеститори во Македонија, ама има една друга работа што ќе ја прашам, еве конкретно за Кина. Дали може да ми кажете последното роучо у Кина,
колко пари кошта и дали можете да ми кажете колко са директните странски инвестиции от Република Кина во минатите години. Тоа е второто конкретно прашање. И третото конкретно прашање ќе ви биде околу Гевгелија. Таму има во изборната програма на градоначалникот, аз знам дека вие ги знаете сите работи, бидејќи ништо не може градоначалникот да направи без вас, ни една програма, ни едно изборно ветување. Така ви функционира и партијата и власта, така ја практицирате. Дали знаете докаде е тир зоната што ја облекевте во Пардејци, облекевте хотели дека ќе се градат индиски, облекевте дека ќе има фабрика за доматно пире, па ме интересира дали има некои најави за нивно отпочнување и кога сето тоа ќе биде. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Сашо Поцков постави 3 пратенички прашања, сите до председател на владата Република Македонија. Поднос на првото прашање одговори се добиете од председател на владата Република Македонија, господинот Груевски Никола. Повеле. Благодарам. Во однос на првото прашање, прашањето беше, ако можам добро да разберам, нешто поврзано со долгот, така беше пунктовно поставено како да се караме нешто тука. И тешко можеше да се разбере што всушност сака господинот пратеник да каже, но нешто имаше некои дилеми околу задолжувањето, обврзницата и слично. Па еве ќе прокоментирам околу тоа. Прво, почитуван пратеник, сакам да ви кажам дека кога ВМРО ДПМН дојде во владата, задолжувањето што го имаше државата беше речиси 40% државниот долг. 39, нешто. Близко до 49,7 или така некако, приближно 40% од бруто домашниот производ. Дали сте економист, не знам, но ако сте, би требало да знаете дека долгот не се изразува, економистите не го гледаат во абсолютна вредност, туку во релативна. И го ставаат во сооднос со бруто домашниот производ. Инаку, ако го гледаме во абсолютна, предпоставувам дека Македонија има најмал долг во Европа, затоа што и најмала држава, нормално и најмала економија, и по таа логика, веројатно ние би биле најмалку задолжената држава во Европа. Но, ние не одиме со такви обиди да прикажеме нешто што не е вистина и не е реално, и се држиме за тоа што цела Европа го прифаќа и цел свет го прифаќа, сите меѓународни финансиски институции, а тоа е ставањето на апсолутниот долг во релативен, односно ставањето на апсолутниот износ во сооднос со бруто домашниот производ. Значи, да ве подсетам дека кога СДСМ дојде на власт, долгот беше околу 40% од БДП, државниот долг. Сега тоа е околу 36%, значи е помалку. И второ, тој долг, според Евростат, а тоа е Европскиот институт за статистика, тоа е четврт најнизок долг во Европа. Значи, од нас помал долг има Естонија, Луксембург и Бугарија. Сите други, гледано според Евростат, а тоа е официјалната, уште еднаш повторувам, официјалната агенција на Европската Унија за статистика, вклучувајќи и ваков вид на статистика за економски параметри, имаат повисок долг од Република Македонија. Како што знаете, ние сме околу 9 години во владата и доколку сме работеле расипнички, недомакински и така натаму, веројатно ќе имавме некои од поголемите долгови во Европа и немаше да биеме четврт најнизок, веројатно ќе бевме четврт највисок. Четврто највисоко задолжена земја. Но реалноста не е таква. Јас знам дека вие вложувате максимални напори да ја убедите јавноста дека сме ја презадолжиле земјата, дека имаме огромно задолжување, дека тоа е, не знам, споредено со другите земји многу поголемо. Но жал ми е што морам да ви кажам дека не е така. Ај што јас ви кажувам, ај што сите податоци тоа го потврдуваат на сите државни институции, туку тоа го потврдува и официјалната агенција за статистика на Европската Унија Евростат. Што се однесува до обврзницата што беше издадена, тоа беше планирана обврзница. Кога се прави буџетот, точно се планира колку ќе има расходи, колку ќе има приходи, колку ќе има дефицит
како ќе се покрива тој дефицит и во кој рок, односно во кој период, на кој начин ќе биде покриен. Така што со минатиот буџет беше планирано дека во овој период ќе се издаде обврзница како што се издаде. Приказната дека вие нешто сте спасиле е политички, може би се обидувате да ја направите, да ја продадете пред граѓаните дека се спасиле, ништо не се спасиле. Станува збор за делумно издадена обврзница за периодот од сега, од декември до некаде јуни-јули следната година. Потоа, кој да е на власт, ќе мора повторно да издаде обврзница. Значи, тоа е тоа. Тоа е планирана работа која што секоја влада понатаму ќе се изврши. Така што, вашите луѓе тоа добро го знаат, меѓутоа сега сме пред избори, малку потребна ви е гума пред народот дека еве нешто се борите, нешто спасувате, сте го спасиле долго да не се зголемило и така натаму. Сами знаете дека не е така. Самиот ваш заменик министер дополнителен што е во финансии, јасно му е дека не е така, ама нели сега човекот е дополнителен заменик, треба нешто да каже, треба нешто да направи. Не секој се разбира во детали од овие работи што се поврзани со монетарна економија и така натаму, така што се обидувате да манипулирате со јавноста. Меѓутоа, на јавноста е јасно. Ова е влада која што околу 9 години работи и доколку беше расипнички расположена, долгот ќе беше многу поголем. А и она што сме го земале како задолжување, секогаш е за работи што се капитални инвестиции и од корист за граѓаните. Или е за патишта, регионални, или за автопатошта, или за нивна нова градба, или за нивна реконструкција, или е за градба на железница, како што е кон Бугарија железницата, или е за реконструкција на железница, како што се реконструира коридорот 10 железницата, или како што реков е градба на еве 3 автопата што се градат во моментов, реконструкција на автопатишта, еве сега се реконструира Велес Скопје, започнува оној дел кај Гевгелија до Смоквица се реконструира, се реконструираше и делот кај од Куманово кон границата. Значи, или се за такви работи, или за енергетски проекти, како, например, за гасификација, или за некои други енергетски проекти. Така што главно се работи за таков вид на задолжување од кои што или краткорочно, или среднорочно, или долгорочно граѓаните на Република Македонија од било која провиненција, како сакате земете, политичка, социјална, верска, етничка и така натаму, ќе имаат само придобивки. При тоа, сериозно, секогаш се внимаваше да не дојде земјата меѓу високо задолжените. И дури и за време на должничката европска криза, Македонија претрпе најмалку удари затоа што не беше високо задолжена. И тогаш бевме со низок до умерен долг, како што сме и сега. Така што, господине пратеник, јас ги разбирам дека вие мора да правите напори, да не прикажете во најцрно светло дека еве се презадолжуваме, дека живееме од ден на ден како држава и така натаму, но реалноста не е таква. И неколку пати ја спомнав Евростат, за да не речете дека тоа се наши податоци или не знам, сме ги фингирали и така натаму. И ММФ, и Европската комисија, и сите други секоја година доаѓаат, прават истражувања, ги проверуваат податоците на нашите државни институции. До сега немаат најдено дека нешто сме ги изважале или дека нешто сме прикажале неточно и ги земаат како релевантни и ги објавуваат како дел од европската статистика. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Времето ќе покаже дека граѓаните разбираат, колку и да не се дел од нив експерти во, не знам, буџетски политики или монетарни политики, разбираат, ве слушаат и вас, не слушаат и нас, ги слушаат и сите други, прават разлика, затоа што гледаат дека во овој период навистина се создава, се гради, се прават капитални проекти во државата, за нив се земаат кредити, а јасно е дека задолженоста на државата е на умерено ниво, дека внимателно, домаќински се работи и се водат здрави макроекономски политики. Ве благодарам. Благодарам јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Поцко. Повеле. Господине Груевски,
Па прашавте што сум по струка економист, завршен во Скопје, економски факултет. Колега ваш, магистар, така да фала на лекцијата што ме одржавте за што значи задолжувањето во однос на бруто домашниот производ, ама таа ми е помината пред 20 години. Две работи излажавте како економист. 2006 година задолжувањето од бруто општествениот производ е 33%, не е 40%, таа цифра треба да ја знаете. Од Министерство за финанси, званичен податок од вашиот министер. Втора работа, за да може да бидете умерено задолжена земја, ако СДСМ толку не го бивал, како може, ако ви оставил лошо, вие да наследите толку лошо, а сега се задолжувате со зголемена динамика и се фалите дека сте умерено задолжена земја. Значи СДСМ ви оставил капацитет, здрава држава, за да може да се задолжувате, ама не за Скопје 2014 и за други работи, него за капитални инвестиции кои ќе донесат бенефит на македонската економија. И сега не можам да ве разберам. Викате дека секој задолжување ви е за капитални инвестиции, а нек ни плачете дека некој нема пари за плата и за пензии. Сега зашо ќе се задолжите? За капитални инвестиции или за плати и за пензии? Трета работа. Тие што ги изборите, Евростат ги зима податците од Завод за статистика. Завод за статистика не ги објавува колку е веродостоен, колку се веродостојни тие податоци, они се знаат. А околу јавниот долг, ако сакате да го споредуваме, тогаш требаше да го споредуваме пред да ја мените дефиницијата. Ке ги ставите таму не само гаранциите што ги имаат општините и јавните предпријатија за кои гарантира државата. Вкупните долгови и на јавните предпријатија и на општините, па после ќе збориме колку е јавниот долг. Јас ви тврдам дека сега јавниот долг е повеќе од 55%, без овие новите што ги зборите капитални инвестиции, што сите ви се на кредит. И патишта, и гасификација, и се друго. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам. Пратеникот не е задоволен од одговорот и нема дополнително пратеничко прашање. Второто прашање исто така упатено до председател на владата Република Македонија. Одговор се добиете од господин Груевски Никола, председател на владата Република Македонија. Повелете. Благодарам. Почитуваниот пратеник би требало да знае една работа, дека кога оваа влада дојде во владата, на власт, ние немавме започнати проекти кои што ќе ги продолжиме и на кои што ќе се насочат средствата. Или имаше многу малку. Беа направени крупни реформи во однос на даночната политика. Намалување на даноците, воведен рамен данок, и истовремено зајакнување на капацитетите на институцијата што е задолжена за прибирање на даноци, на управата за јавни приходи. Тоа ни овозможи да имаме поголем суфицит во буџетот во 2007-та, па и во 2008-та. И бидејќи немаше започнати проекти, немаше готови проекти кои што веднаш ќе ги започнеме и суфицитот ќе го употребиме за тие проекти, се одлучивме за предвремено раздолжување. Така што ние бевме влада која што во 2007-та и 2008-та направи сериозно предвремено раздолжување на државата кон повеќе меѓународни институции. Целосно се раздолживме кон Париски клуб, целосно кон ММФ, делумно кон Светска банка. И тогаш долгот сериозно го намаливме, што многу ни помогна за време на европската должничка криза да поминеме без голем долг. Така што ако ве чуди зошто сега се случува да земаме нови кредити, а сепак имаме ниско до умерено задолжување, одговорот е затоа што прво во минатото предвремено се раздолживме од она што беше оставено од вашиот период. Второ, ние земаме нови задолжувања, но враќаме и стари. Така што тоа не го земате во обзир. Тоа е во врска со тоа прашање. Во врска со второто прашање, исто така беше прилично конфузно поставено. Од она што го разбрав, нешто сте зачудени околу нашата презентација во Кина. Прво да ви кажам дека во Кина не бевме специјално за роучоу. Значи, патувањето во Кина беше со друга намена. Беше со намена на посета, односно на учество на самит помеѓу сите држави од Источна и Централна Европа.
Тоа се 16 држави, премиерите од тие држави и Народна република Кина. Јас ја искористив таа прилика, тоа присуство во Кина, го искористив да направам и презентација заедно со моите соработници. Значи, ние не отпатувавме специјално за роуд шоу, односно за презентација пред инвеститори овој пат, туку отпатувавме на самитот 16+1, а можноста што сме таму ја искористивме да направиме презентација пред околу 150 компании, кои дојдоа и покажаа сериозен интерес за Македонија. Инаку, спомнавте дека одиме со некакви свити, одиме со минимален број на луѓе, јас не верувам дека има други премиери во Европа што одат со помал број. Одиме со најнеопходниот број на луѓе што е потребен за обезбедување, за луѓе од кабинет и слично. Така што многу внимаваме на тој дел да биде онолку колку што е најнеопходно. Не знам што ви беа другите прашања, но еве, ако има дополнително прашање, тука сум да одговорам. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Поцко. Повеле. Значи, овака, на првото прашање велите конфузно, јасно го поставив колку до крајот на годината ќе не задолжите, бегате од тоа, не сакате да дадете одговор, имате распишено аукции, пошто го користите второто прашање за да дадете нешто одговор на првото, а ја ќе искористам мојата втора реплика да дам нешто за првото. Имате распишено уште 2 аукции до крајот на годината, а иначе во моментот тоа што ви е планирано да позајмите средства и тоа што сте го позајмиле за 2015 по календар, имате истрошено повеќе 85 милиони евра. И плюс имате уште 2 нови аукции. Околу првото толку, пошто и вие користевте второто за да објаснувате првото. Второто било конфузно. Ве прашав колку кошта одењето во Кина, cost-benefit анализа и колку има странски директни инвестиции од Кина во изминатиот период. Па било конфузно. Одењето во Кина не може да видиме колку кошта, колеги пратеници, буџетот не е транспарентен, ама од друга страна може и да ги видиме странските директни инвестиции од Кина. Во последните 3 години, спрема податци од Заводот за статистика, во период од 2011 до 2014, ние сме во минус 3,8 милиона евра со Кина. Странски директни инвестиции 0, а имаме нето одлив на средства. И тога што правите, господине Груевски, во Кина вие? И ќе бидам среќен ако на тој самит не само што правите роучоа, се сретнавте со многу делегации, имавте можност да се сретнете и со кинеските лидери или тие таму што учествуваат во политичкиот живот на Кина, да ви кажат како поминуваат тие што ги злоупотребуваат јавните пари у Кина. Благодарам. Благодарам. Пратеникот не е задоволен. Одговор нема дополнително пратеничко прашање. Трето прашање исто така упатено до председател на владата Република Македонија, господин Груевски Никола. Повелете. Благодарам. Пратеникот е нешто многу луд денеска. Сигурно има некоја причина за тоа. И еден од многуте што денеска потенцира дека сум имал уште 40 на дена или сум бил привремено уште премиер. И фактот што сите прашања денеска се поставуваат до мене и по 3 пати се нагласува дека сум уште 40 на дена премиер, укажува на нешто друго. Укажува на некако страв за после тоа. Ама добро. Штом некој има потреба по 3 пати да го нагласи тоа, мала анализа кажува се. Како и да е, јас ќе се фокусирам на последното поставено прашање. А тоа исто така беше, мислам, најконфузно од сите до тогаш. Нешто се однесуваше за роушоата генерално и за странските инвестиции, при што нагласи господинот одредени инвестиции кои што беа најавени, а не се остварија. Прво вака, господине, ви кажам. Кога работите да привлечите инвестиции, треба да знаете дека тоа воопшто не е лесна работа. Да беше лесна, вашите влади на СДСМ ќе привлечеа нешто. Но вашите влади имаат речиси 0
привлечено странски директни инвестиции како Гринфилд, како нови. Може да речеме дека некои постоечки приватизации биле направени, па така влегле странски инвестиции. Но нова фабрика, на место каде што е ледина, а потоа да се изгради нова фабрика и да се вработат луѓе, вие навистина тешко може да се пофалите со една-две, а камоли со многу, како што е сега ситуацијата. Во тој процес, во тој обид да се привлечат инвестиции, се случуваат ситуации некогаш дел од нив да објават дека ќе прават инвестиција, па по некое време од различни причини, најчесто нивни, интерни, или некоја поширока економска криза, да се повлечат, да ја променат одлуката. Наша пракса е никогаш ние да не сме тие што ја објавуваат инвестицијата пред самиот инвеститор да објави. Така што и во сите оние случаи кои што сега ги злоупотребувате да кажете, тоа беше најавено, но не беше реализирано, прво најавил инвеститорот, потоа ние сме говореле што тој кажал, а не што ни кажале па ние пренесуваме. Но од одредени причини тој се повлекол. Имаше ситуации такви на неколку компании за време на светската глобална криза, кога фати светската криза, неколку компании што преходно беа најавени, самите тие најавија, не ние во нивно име, туку тие, за време на светската криза им се намали производството, им се намали побарувачката на нивните производи и одлучија дека нема потреба да отворат нови капацитети, барем додека не им се јави таква потреба. Некој од нив западна во собствени кризи, некој од нив се сменија менеджментите на тие компании, па дојдоа до нови идеи како понатаму да ја тераат таа компанија. Но она што е важно е што огромен број на компании, благодарение на нашите активности, меѓу кои што се и презентациите, кои што популарно се наречени роуdshow, инаку роуdshow знаете дека е презентација пред поголем број на компании на можностите за правење бизнис во Македонија, на која што учествуваме јас, најчесто еден од подпредседателите и уште еден од нашиот тим за инвестиции. Благодарение на тие активности и на многу други, ние имаме и други настапи, имаме директно одење во самите компании, на одредени министри, некогаш и јас лично. Имаме различни форми, имаме форма на медиумско рекламирање. Неколку крупни компании инвестираа во Македонија благодарение на спотовите кои што одат на CNN и тоа го кажаа јавно. Јавно кажаа дека за вас дознавме преку CNN, го видовме телевизискиот спот, да речеме Kemet Electronics. Нивниот CEO јавно објави при изградбата на фабриката, при почетокот на пуштање на фабриката, дека воопшто не сме биле во нивните планови, дека за нас шу при едно бизнис патување од рекламата на CNN. Втор таков случај, исти таков случај е Technical Textile од Германија. Нивниот собственик сега кога отваравме фабриката во Штип, јавно кажа дека намерата му била да инвестира во Дубај, тоа се негови зборови, може снимка да се извади, но дека во авионот видел реклама во одреден магазин од Република Македонија за условите што ги дава, решил да го провери тоа, дошол во Македонија, се уверил во тоа што е кажано таму дека е вистина и одлучил наместо во Емиратите неговата следна фабрика да ја направи во Република Македонија. И таа фабрика ќе вработи над 600 или може би 1000 луѓе во наредните 2 до 3 години. Така што имаме различни канали на комуникација со инвеститорите и тоа дава успех. Тој успех што го немаше СДСМ, а што го има денес. Тој успех се сите овие компании кои што дојдоа во Македонија. Тргнувајќи од Johnson Matthey, едната инвестиција, па втората инвестиција. Johnson Control, едната фабрика, па втората фабрика, па сега најавената трета фабрика во Струмица. Понатаму компанијата Технохозе, една фабрика, па сега ја завршуваат втората, 4 пати поголема од првата, и веќе најавуваат трета фабрика во Република Македонија. Kemet Electronics од Америка, Amphenol од Америка, Technical Textile и редица други кои што во овие години се одлучија да инвестираат во Македонија и инвестираат во Македонија. Значи, де факто, тие се видливи. И тие се резултат на тие активности, на тие роуdshow, на тие реклами за Македонија, но сите тие, почитувам пратеник, се овозможени. И имаат некаква смисла, откако се направија
крупни промени и реформи во Македонија. Она што ние го збориме на тие презентации, она што ние го збориме на тие роудшоа, она што ние го рекламираме во тие телевизиски спотови или спотови во разни економски магазини, е нешто што е направено во 2007, во 2008, во 2009, во 2010 или во годините пред нас. Сите работи кои што се привлечени за инвеститорите се нешто што е направено во овие години. Денес Македонија има што да понуди. За разлика од едно време во кое што немаше што да понуди. Денес има што да понуди и денес Македонија е на инвеститорската маса, на инвеститорската мапа. И затоа е интересна за инвестирање, и затоа доаѓаат компании, затоа што не можете да рекламирате нешто ако немате суштина. Прво ја правите суштината, па потоа тоа можете да го рекламирате. Во нашиот случај, суштината е крупните реформи што се направија за подобрување на бизнис климата, која што е регистрирана од сите меѓународни финансиски организации, вклучувајќи и Светската банка, каде што во нивниот годишен извештај, наречен Doing Business, во 2006-та бевме на 94-то место. Денеска сме 12-ти во светот, 6-ти во Европа. Пред нас се земји во Европа како Англија и 4-те скандинавски земји, Данска, Норвешка, Шведска и Финска. Сите други се зад нас во однос на добрата бизнис клима. Тоа не дојде од небо, тоа не падна од небо. Тоа е резултат на многу работа, тоа е резултат на многу чекори, тоа е резултат на многу реформи. Тоа е резултат на многу препознаени и коригирани слабости кои што биле наследени. Сето тоа резултира да дојдеме до нова ситуација, реформирани институции кои што можеме да ги презентираме на тие роудшоа. Инаку тие роудшоа биле безсмислени. Ако го замрзнеме времето на 2006 и излеземе со таа ситуација што беше тогаш, парите за роудшоа би биле фрлени пари. Денес тоа не е така. Денеска имаме резултати. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Поцко-Полев. Благодарам. Господине Груевски, јас за третово, вие ми одговарате за второво. Јас за второво, вие ми одговарате за прво. Третово прашање беше конкретно, што е со Тирзот у Гевгелија, локација Пардејци? Докаде се работите, бидејќи градначалникот ги вети, а тој кога ветува, имавте едно време 2009 заедно можеме повеќе, партијата ви е таква централизирана, без вас ништо не може. Предпоставам дека ги имавте информациите. Јас за тоа ве прашам, вие за роудшоа ми зборите. Ако е за роудшоа, зашто тогаш по инвестиции сме после Косово, од толку голем бенефит? Ако е за роудшоа, кажете ми кога бевте и преги ве прашав. У Белизе на роудшоу, за да не биде меѓу најголемите страни инвеститори. И да не ги бројам таму тие Сен Висенте, и што ги има у картата кај што не може да ги најдеме. Ама ќе има работи друга власт што ќе дое после вас. Затоа не сакав да ги зборам Белизе. Инаку гледам дека денес сте многу вицкасти, јас лут, ама 10 години така ја сваќате Македонија, на виц. Многу ви е гајле за народот. Ако не знаете што се дешава за у Гевгелио индустријската зона, еве колеги, 2012 Никола Груевски. Ветено, почна изградбата на технолошка индустријска развојна зона Гевгелија, локалитет Пардејци. Сега знаете што е 2015. Пустош. Ништо нема. Виртуелните инвестиции, виртуелни вработувања, виртуелни работни места, тек е дошол бенден фирма од Израел, 10.000 тони годишно пире доматно, те некој ке правил Аджи груп од Индија, хотели у Гевгелија, па градначалникот вика ке треба да увезуваме работна сила. Абе излезете од тој виртуелен свет, слезете во реалноста. 10 години ја уништивте Македонија. Благодарам.